16 глава. Неговите приоритети. Мажите имаат многу различни идеи за тоа кои треба да бидат нивните приоритети, но секоја жена смета дека таа треба да биде на врвот на списокот на нејзиниот сопруг, веднаш после Бог. Меѓутоа, сватив дека ако жената сака приоритетите на нејзиниот сопруг да бидат подредени по тој редослед, таа треба да биде сигурна дека и нејзините приоритети се подредени по истиот редослед исто така. Со други зборови, ако сакаш твојот сопруг да те смета за приоритет пред неговата работа, децата, пријателите и активностите, ти треба истото да го направиш за него. Ако Бог и сопружникот не се јасно најважните приоритети во твојот живот, твојот сопруг ќе биде помалку мотивиран да ги направи истите главни приоритети во неговиот живот. Многу добро ја познавам борбата за одржување на вистинскиот ред на приоритетите, особено ако има и малечки во целата ситуација. Потребите за децата се итни и неодложни и ти си таа што треба да се грижиш за нив. На крајот на краиштата, сопругот е возрасен и се надевам може да се грижи самиот за себе. Дури ако нема деца, можно е да бидеш преокупирана со работата, домот, пријателите, со проекти, интереси и активности. Тешко е, покрај се што го одзема твоето време и внимание, да не дозволиш твојот сопруг да биде подолу на твојот список, или барем тој така да се почувствува. За среќа, приоритетите не секогаш се одредуваат според времето кое се поминува на нив, инаку секој со 40 часовна работна недела би го ставил Бог на второ место после својата работа, освен ако тој или таа не се моли најмалку 8 часа дневно. А исто така не постои начин на кој жената би можела да му посвети толку време на својот сопруг, колку што му посветува на малото дете без да го запостави детето. Кога се работи за твојот сопруг, не се работи толку за тоа колку време поминуваш со него, туку дали поминуваш време со него, за да се почувствува како твој приоритет. Само ако го поздравиш со насмевка, веднаш штом ќе се разбудиш, и ако го прегрнеш, можеш да направиш тој да почувствува дека ти е важен, а истото ќе го направиш и доколку го прашаш, дали има нешто што би сакал да направам за тебе денес. А кога ќе ти каже нешто, не заборавај да го направиш. Исто така, дај му до знаење дека се молиш за него и прашај го зашто посебно би сакал да се молиш. Ако периодично ги проверуваш овие работи со него, покрај сите твои други работи што ги правиш, ќе му дадеш сигурност дека се уште е на врвот на твојот список. Приоритетите имаат врска со местото во нашето срце. Да испланираш време само за вас двајцата, состанок, една ноќ или две на некое друго место, вечера за вас двајцата, време поминато дома без децата или пријатели, му дава до знаење дека тој е приоритет во твоето срце. Ако сакаш твојот сопруг да те сака повеќе, треба и ти да го сакаш повеќе. Тоа секогаш функционира, особено ако и се молиш за тоа. Ако се чувствуваш дека едноставно немаш време и енергија да го ставиш твојот сопруг на прво место и да ги правиш сите други работи што се очекуваат од тебе, замоли го Бог да те освежи со својот свет дух. Барај го прво него и тој ќе ти помогне да ги подредиш своите приоритети во вистинскиот редослед. Ако твојот редослед не ти остава време за да бидеш со Бог и да црпиш од неговата сила, тогаш реорганизирај ги своите приоритети и направи нов распоред. Стариот не функционира. Во бизнисот во кој е вклучен мојот сопруг, често гледаме луѓе кои брзо доживуваат успех. Проблемот со тоа е духот на алчност за повеќе успех, повеќе моќ и повеќе богатство.
кој најчесто доаѓа со него. Кога овие луѓе не вложуваат посебни напори за да ги подредат своите приоритети, тогаш тие се водени од нивната гордост и лесно се заробуваат во нејзината стапица. Тие одат со преголема брзина, оставајќи го Бог, семејството, црквата и пријателите во правта. Кога овие метеори ќе се спуштат на земја, нивното слетување често е страшно. Не би сакале тоа да им се случи дури ни во мали размери на нашите сопрузи. Моли се твојот сопруг секогаш да го става Бог на прво, тебе на второ, а децата на трето место. Тогаш без разлика на се друго што се случува во неговиот живот, неговите приоритети ќе бидат подредени во вистинскиот редослед и ќе предстои поголем мир и среќа и за двајцата. Молитва. Боже, те прогласувам за Господ на мојот живот. Помогни ми прво Тебе да те барам секој ден и да ги подредам моите приоритети во совршен редослед. Откри ми како правилно да го ставам мојот сопруг пред децата, работата, семејството, пријателите, активностите и интересите. Покажи ми што можам да сторам токму сега, за да му покажам дека го има тоа место во моето срце. Поправи ги оние моменти кога сум предизвикала да се посомнева во тоа. Кажи ми како да ги подредам сите работи, за да се она што ми го краде животот или што нема трајна вредност, да не ми го одзема времето. Се молам и приоритетите на мојот сопруг да бидат во совршен редослед исто така. Биди Господ и Господар на неговото срце. Помогни му да избере едноставен живот кој ќе му дозволи да има време само со Тебе, Господе, и место каде што ќе помине тивко време во Твоето присуство секој ден. Зборувај му за тоа како да го направи Твоето слово, молитвата и славењето приоритет во неговиот живот. Помогни му да ни даде поголемо значење на мене и на децата во неговото срце, отколку на неговата кариера, пријателите и активностите. Се молам да те бара Тебе прво и целосно да ти се покори Тебе, бидејќи знам дека кога го прави тоа, сите други делови од неговиот живот совршено ќе се сложат. Моќни алатки. Туку барајте го најпрвин Божјото царство и неговата праведност, а се друго ќе ви се додаде. Евангелие според Матеј, 6 глава, 33 стих. Не гледајте само на своите лични интереси, туку и на интересите на другите. Филипјаните, 2 глава, 4 стих. Никој не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Евангелие според Матеј, 6 глава, 24 стих. Небесното царство прилега и на трговец кој бара убави бисери, а кога ќе најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Евангелие според Матеј, 13 глава, 45 и 46 стих. На Господ твојот Бог ќе му се поклонуваш и само нему ќе му служиш. Евангелие според Матеј, 4 глава, 10 стих.